Благодарам, председателе. Почитувам градоначалник, почитувани колеги съветници, почитувам представник на общинската администрация. Не е прашање и обраќање до вас, ова е до моите колеги съветници. Значи, уште од старт ќе ви кажам, јас за измена на ДУП по иницијатива на МАК Петрол нема шанси да гласам. Причините за тоа ќе ги поделам во две групи. Едната е од генерална природа, која што има влијание врз цел народ и таа е олигархиско-мафијашка, а другата е од локална и се однесува на граѓаните на општина Гевгелија и таа е бетонизирачко-предаторска. Првата група, олигархиско-мафијашката, има два дела. Првиот дел, првата работа од ова е тоа што на 28 декември 2020 Собранието на Република Македонија донесе закон за решавање на спорот помеѓу владата и МАК Петрол по пат на спогодба. Целта на овој закон беше 15 годишен олигархиски криминал да се реши на грбот на народот, значи со наши пари. Конкретно во бројки, една акција од 19 милиони евра му се исплати на МАК Петрол по цена од 33 милиони евра од наши народни пари. И тоа се направи така што олигархијата го направи на начин што од уставот направи тоалетна хартија. Значи, прво се проби триалистичката поделба на уставот, триалистичката поделба на политичкиот систем. Значи, целта во еден политички систем е да не се концентрира многу моќ во малку луѓе и затоа уште во 18 век Монтескје дал идеја да се подели власта на извршна, законодавна и судска, секоја со своји ингеренции и при тоа една да не се меша во ингеренциите на другата. И тоа го има, тоа начело е застапено во политичките системи на сите современи држави, па и кај нас. Но со овој закон тој принцип се погази. Значи, судски спор стар 15 години, собранието го реши со закон. Значи, во овој случај законодавниот дом, Собранието на Република Македонија изиграваше водреден суд, што е забрането со член 98 од уставот. Втора работа е што се направи преседан кој што се нема случајно во последните 78 години од постоењето на македонската држава, значи од Астон до денес. Ние во закон ставивме имиња ги ставивме имињата на двајцата олигарси, Заев и на Јосифовски. И ова не се случува никаде во светот. Значи, законите се општи правни акти и тие имаат дејство ерго омнес према сите. Тие не се судски одлуки во кои што одлуките имаат дејство интерпартис према две страни и таму се наведуваат странките. Трета работа што се направи е што законот беше привилегирачки за МАК Петрол. Значи, се реши судски спор на една компанија со влада, во случајов на МАК Петрол, а сите останати предпријатија кои што имаат спор со влада се оставени на страна. И со тоа се наруши правната еднаквата правна положба на сите субјекти, која што е предвидена со член 55 од уставот. Четврта работа што се направи е тоа што во законот не се предвиде МАК Петрол да се плати данок на капитална добивка на тие 33 милиони евра народни пари кои што им се дадоа од нашиот джеб и со тоа се повели член 33 од уставот кој што предвида дека секој правен субјект е должен да си плаќа данок и јавни давачки. Накратко, МАК Петрол си ја стави цел влада, мнозинството во парламентот и мнозинството во парламентот во джеб со цел да си прикријат 15 годишен олигархиски криминал. И не само владата и парламентот, туку и цел устав и уставен суд си го пикнаа во джеб.
правниот тим на Левица, од кој што сум и јас дел, поднесе иницијатива до Уставен суд за испитување на уставноста на тој закон. По игра на случајност на мене падна реда да ја поднесам таа иницијатива, но и од Уставен суд нема нити тон, нити слика. Втората ујдурма на генерално ниво што ни ја снесе Макпетрол беше сега скоро пред месец и пол, кога се качија цените на горивата и кога они решија да не продаваат горива, дур регулаторна не им направи цена која што на ним им одговара. Значи, господа олигарси прво го приватизираа Макпетрол на начин како што го приватизираа, со што ние во иднина озбилно ќе се позанимаваме. Значи, Макпетрол не го измисли олигархот Јосифовски, тој е гигант од времето на социјалистичка Македонија, направен со народни пари, они си го приватизираа, си станаа олигарси, потоа си користат олигополска позиција на пазарот за да дерат народ, така што тргуваат со јавни добра, особено во криза со профит-бейс логика што е нонсенс, дерат една армија вработени која што има експлоатираат и така се на грбот на народот со децении си штават милиони евра, ама сега кога сгусти, кога се покачија цените на горивата, на нив им беше проблем кога му беше најтешко на тој народ, од кој што они, значи грб они си ги прават милионите, сега они решија да не продаваат горива, дур не им направи регулаторна цена што ним им одговара. И сега ние треба да им излеземе во пресред. Нема грешка. Тоа е околу генералните причини, што се однесува до локалните причини, оние кои што влијаат на конкретно на граѓаните во општина Гевгелија, кои се во основа бетонизирачки и предаторски, вака стојат работите. Значи, со оваа измена на планот што се предлага, они сакаат да си ја зголемат на нивната парцела, да си го зголемат просторот за бетонизација. Значи, таму ние сега имаме на таа парцела една хумана слика, имаме паркче, имаме дрвца, сега таму кај што има паркче и дрвца, они сакаат максимално да бетонизираат и да направат Годзила од бензинска станица и поради тоа сметам дека ова не треба да им го поминеме. И второ, колку што разбрав, они планираат таму да се прават и некој ресторанче, што ме носи на нивниот предаторски нарав. Таму до бензинската веќе има една стара култна, еден стар култен гевгелиски ресторан на наши сограѓани и нема што сега Макпетрол да прави ресторани, да им го руши ЕСАПот, нема што ние сега на нашите сограѓани во комши да им пуштаме ламја, која што ќе ги голтне, затоа што кога не важат правилата за еднаквост на правните субјекти на пазарот за другите правни субјекти, кога е опрашање Макпетрол, што се види со законот кој што го донесе собранието, нема што да важи тука ниту за Макпетрол. Да бидеме на чисто, јас немам ништо против работените во Макпетрол, кои што таму си го валат левот и таа е единствена причина зошто може да ме видите понекогаш на бензинска на Макпетрол, но и така ако имам против олигархијата таму, на начинот кој е организирана фирмата и управувачката структура, која ги експлоатира тие вработени, која што го експлоатира народот за да штава милиони и која има една режимска телевизија која што до ден денес се нема извинето за тоа што пушташе лажни анкети пред референдумот и за лажната вест дека Македонија добила датум за преговори со ЕУ. Од овие причини јас ќе гласам против измена на овој ДУП, а ве повикувам и вас да гласате против или воопшто не го гласате, оти така е праведно